Битката на умовите започнува. Европско шаховско клупско првенство 2015 од 17 до 25 октомври Скопје, хотел Александар Палас. Од 17 до 25 овој месец општина Карпош ќе биде домакин на Европското клупско првенство во шах. Голема можност за локалната самоуправа да се покаже и докаже што знае да организира кога станува збор за ваков спортски настан, меѓутоа и голем предизвик. Во завршна фаза се подготовките, а местото на сочување ќе биде Александар Палас. Значи, подготовките за овој спектакл се во завршна фаза. Ние како локална самоуправа сме комплетно подготвени и спремни и со нетрпение го очекуваме 17 октомври, односно денот кога ќе биде и свеченото отварање во Александар Палас во 20 часот. Како е замислено да протече самото отворање? Каков е интересот на учесниците? Има ли некои познати звучни имиња од светот на шахот? Значи, според досегашната евиденција на пријавени шахисти, можам слободно да кажам, потврдено е учество на најдобрите светски велемајстори, кои што се во моментот на АТП шаховската листа, така да очекуваме возбудливи, гламурозни, квалитетни шаховски надпревари. За ваков настан, претпоставам дека општина Карпош, како и секогаш, така и овој пат, организираше награден фонд кој ќе биде наменет за најдобрите. Така, значи, наградниот фонд за овој шаховски турнир вкупно изнесува 45.000 евра, од кои 30.000 евра ќе бидат насочени кон машкиот дел од турнирот, а 14.000 евра кон женскиот дел од турнирот и 1.000 евра ќе се додели награда за најуспешниот шахист на турнирот. Иначе, ова европско клупско надпреварување ќе биде пренесувано и на најпознатиот светски веб-сајт chess.com. Користам оваа прилика да ги повикам сите влюбеници на шахот, како од општина Карпош, така и од нашиот град Скопје, да повелат во Александар Палас. Надпреварите ќе се одржуваат, значи, секој ден од 18 до 24 октомври со почеток од 15 часот, па да ги проследат овие борби на умови и да дознаеме кој ќе биде новиот крал, односно новата кралица.